Под мотото предизвици и можности за прилагодување на земјоделството на климатските промени за родова рамноправност и зајакнување на руралните жени и девојки, по 10-ти пат одбележан меѓународниот ден на руралната жена. Оваа година за прв пат и мировен марш, со цел да се подигне свеста за значењето на руралната жена, нејзината вклученост во креирање на земјоделските политики, начините на одлучување, но и нејзиното економско јакнење. Она што можеме да потенцираме како податок и што навистина загрижува е дека 88% од земјоделците влегуваат во категоријата на неплатени семејни работници, од кои што 60% паѓаат на руралните жени, што е навистина голем проблем, каде што не се цени тој труд и каде што сакаме токму со овој марш да укажеме на таа важност и дека треба сите заедно да работиме. Руралните жени велат дека се обесправени, маргинализирани, но сметаат и дека неопходно им е да бидат повеќе информирани. Има и такви кои велат дека се избориле за своите права и ништо не им недостасува. Денес сме собрани токму заради тоа. Обесправени сме, маргинализирани, немаме пензии, ни бараат да имаме земјоделски посед па да поседуваме пензии. Руралната жена треба да биде повеќе информирана за можностите што може да ги искористи надвор од традиционалните рамки. Да се сретнеме, да се видиме, да го кажеме нашиот глас и да кажеме дека постоиме, дека сме тука, да не забележат. Како рурална жена воопшто ништо не ми недостасува, затоа што сум активна на сите полина, и политички, и земјоделски, и работно и секако. Денот на руралната жена во Македонија беше одбележан со 2 дена за доцнување поради локалните избори, а беше во организација на Федерацијата на фармери на Република Македонија и мрежата за рурален развој, а вклучено е и Издруженијето на овоштари Благој Котларовски од Ресен.